Иако светската економија денес е побогата отколку пред една деценија, новите глобални анализи покажуваат дека економскиот напредок не се распределува еднакво. Повеќе од половина од светската популација е погодена од растечка нееднаквост, и покрај тоа што нивните приходи номинално растат. Ова создава парадокс: луѓето заработуваат повеќе, но релативно стануваат посиромашни во споредба со најбогатите. Главниот проблем е тоа што економскиот раст најмногу ги наградува оние што веќе располагаат со капитал, додека оние што живеат од својот труд добиваат значително помал дел од придобивките. Кај најбогатите 1 до 5% од населението, приходите растат со многу побрзо темпо од просекот, што дополнително ја зголемува разликата меѓу богатите и останатите. Оваа нееднаквост не е само бројка во статистиката, таа влијае директно врз животните шанси. Се повеќе луѓе имаат тешкотии да напредуваат на општествената скала, дури и кога формално заработуваат повеќе од порано. Дополнително, нееднаквоста добива и еколошка димензија. Богатите земји и најбогатите слоеви создаваат најголем дел од загадувањето и емисиите, но последиците од климатските промени најтешко ги чувствуваат сиромашните. Така се создава двојна неправда, и економска и еколошка. Растечката нееднаквост придонесува и кон политичка нестабилност. Недовербата во институциите се зголемува, а економските експерти предупредуваат дека премногу големите разлики може да доведат до конфликти, миграции и засилување на популистички движења. Во услови на автоматизација, климатски промени, демографски трансформации и миграции, станува јасно дека економскиот раст сам по себе веќе не гарантира подобар животен стандард. Главниот предизвик на следната деценија нема да биде само создавањето ново богатство, туку неговата правична распределба. Државите што ќе успеат да воспостават рамнотежа меѓу пазарната ефикасност и социјалната праведност ќе бидат најстабилни, додека растечката нееднаквост ќе остане еден од клучните ризици за глобална